Добро вечер. На 10 дена пред најавеното распуштање на собранието, откако изборите закажани за 24 април се одложија за 5 јуни за да се завршат реформите од Пржинскиот договор, ништо од реформите не е завршено. Теренската проверка на спорните гласачи допрва почнува, реформите во медиумите воопшто не почнаа, а форматот на преговори кај посредникот Ван Хојте воопшто не постои, пропадна. Каква корист тогаш имаше од одложувањето на изборите воопшто кога теренот остана неизрамнет? Колку вредат подписите на политичките лидери и на гаранторите на договореното во Пржино, кои презедоа обврски пред граѓаните на оваа држава? И она што денеска беше веста на денот, пресконференцијата на Катица Јанева, на специјалната обвинителка, и соопштувањето за почетокот на истрагата за случајот тортура околу апсењето на Љубе Бошковски. Тоа ќе бидат темите кои ќе ги разговараме вечерва со нашите гости, четворица ветерани во новинарството, порано уредници на најуспешните медиуми во државата, сега сите коментатори на интернет платформи. Горан Михајловски, сакам да кажам, добро вечер и добро дојдовте. Катерина Блажевска, своите коментари ги објавува во Призма, добро вечер. Ацо Кабранов, Либертас, добро вечер и добро дојдовте. И Джелал Незири, Центар за истражувачко новинарство, СКУП Македонија, подолги години се обидува да направи пробив на истражувачкото новинарство и да ги поддржи таквите напори во Македонија. Ви благодарам што сте вечерва тука. Како што реков, емисијата почнуваме со коментар на веста на денот, истрагата која специјалното јавно обвинителство ја отвора за случајот тортура. Да го погледнеме прво образложението на СЈО за овој случај и обвинителката Фатиме Фетај. Однапред, длабоко се извинувам заради фактот што во мојата презентација изворно ќе ги чуете зборовите кои биле користени за време на лишувањето од слобода. Значи се работи за вулгарности. Меѓутоа сметавме дека тоа е единствениот начин на јавноста да се изнесе поривот и мотивот од кој биле следени полициските службеници во текот на акцијата. Од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека на 6.6.2011 година, понеделник, поточно еден ден по завршување на парламентарните избори, првоосомничениот како службено лице, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, поради дискриминација по основ на поинаква политичка определба, ги навел останатите осомничени полициските службеници во единицата Алфи да во вршење на службата при лишување од слобода на осомничено лице, оштетениот Љубе Бошковски, кај истиот предизвикаат душевно страдање. Првоосомничениот по разработен оперативен план во МВР за лишување од слобода на лицето Љубе Бошковски поради сомнение дека врши кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања од член 165А од Кривичниот законник, а заради одмазда спрема оштетениот поради политичките пораки кои истиот му ги упатил на првоосомничениот во текот на изборната кампања, ги навел полициските службеници задолжени да го извршат лишувањето од слобода, да за време на лишувањето кај оштетениот предизвикаат такво душевно страдање. Моќта и на функцијата и воопшто општата представа за личноста на директорот на УБК произвела едно безпоговорно постапување на полициските службеници и сервилна покорност на неговите наредби, вклучително и на оние наредби како што е ова, со која што директно се напаѓа човековото достоинство. Така, истиот ден, во времето на лишување од слобода, од 14:30 до 16 часот на паркингот пред ресторан Воденица во Скопје, без да постои било каков отпор од страна на Љубе Бошковски, употребиле сила и закана. И спротивно на уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје, ги пречекориле законските овластувања за употреба на средства на присилба. Притоа, второосомничениот, кој бил командант на единицата Алфи, со зборовите "Легнете го на земја да се апси, легни го доле", издал наредба за начинот на реализација на апсењето. Ова беше дел од денешната пресконференција и образложението на обвинителката Фатиме Фетај околу почетокот на истрагата. Се работи за почеток на истрага, не за обвинителен акт. Катерина, дали очекувавте после Титаник ваков случај да биде презентиран пред јавноста од страна на специјалното јавно обвинителство? Искрено не очекував. Добро, јас природно не ја знам методологијата на работа на специјалното обвинителство, начинот на кој што тие
прават план за работа, предпоставувам дека според материјалите кои што им се достапни врз основа на кои што можат истраги да обезбедат повеќе докази и така натаму, од тој аспект не би се мешала во изборот, меѓутоа како граѓанин, како новинар, очекував дека ќе биде некој друг предмет, некое друго дело кое што во моментов е поврзано со периодот кој што ни предстои, изборите, односно расчистување со оние девијации кои што и до сега беа рак рана на општеството, значи нешто поврзано повторно со изборни нерегуларности или кривични дела кои што ја тангираат она често повторувана фраза на неодвоеност на државата од партијата, злоупотреби на службена положба на одредени лица и така натаму, така да од аспект на ова малку сум изненадена со оглед дека Бошковски речиси ја одлежа казната за делото. До 6 јуни, да. Дека... Добро, ова не е поврзано со тоа дело, ова е поврзано, нели, рековме со начинот на апсање, да, со тоа. Затоа не треба да се меша денеска во многу медиуми прочитав малку мешање баби и жаби, кој го проведе во името, кој ќе го бранел и така натаму, едно со друго нема врска, значи станува збор за примери за тортура. Значи не го очекував ни овој случај, не очекував ни оваков третман кон лицата кои што се споменуваат. Не сум правник, не сум стручна, не знам со какви индици или докази во моментов располага специјалното обвинителство. Номинатиот пат беше побарана мерка притвор за луѓе кои што не се веќе на тие функции заради евентуално влијание врз сведоците. Овој пат не беше тоа. Не знам зошто, особено што 6 од лицата кои што беа споменати се уште работат во Министерството за внатрешни работи, значи сега како граѓани јас се прашувам дали тие можат да го повторат делото тортура за кое се, нели, сепак само осомничени. Ова е предистражна постапка, почнува истрагата. Затоа е веројатно препорачена мерката предпазливост, да не бидат во ситуација. Меѓутоа не ми е јасно, значи тие се таму вработени. И сега дали проценува, не верувам дека е работа на специјалното обвинителство да се грижи за кадровската структура во Министерството за внатрешни работи, по тој аспект да има некакви други аршини, во споредба со барањето мерки кои се однесуваше за Титаник. Тие две ги споредувам, до сега се тие два случаи, така да немам на што друго да се потпрам. Во секој случај сметав дека нешто поприоритетно, не велам дека ова не е. Не би сакала на ниеден граѓанин во земјава да му бидат кршени човековите права без разлика дали во моментот некој е приведуван или така натаму. Секој има право на достоинствен третман. Само зборувам од аспект на ургентност и на она што е општествен интерес во моментов, она што е многу битно, не дека ќе се расчисти и предметот Титаник, тоа е само почеток, тоа е површина на ледениот брег. Мора граѓаните да знаат дека ништо од ова нема да заврши ни брзо, ни лесно. Значи јас не можам да бидам оптимист дека за една година ние ќе имаме некаков резултат. Мислам, кога велам една, пак сум оптимист некаков, може би и повеќе. Значи, но сепак дела преку кои ќе се прати порака психолошка дека тие кривични дела не би требало да се повторат. Од тој аспект мислам дека ќе има некаков друг избор, бидејќи ово обвинителство јас си не го сваќам само како обвинителство кое треба да поправи некакви системски грешки и пропусти на досегашното обвинителство, туку и еден вид и малку и на од аспект на правда просветителска улога, затоа и сваќам и зашто денеска обвинителката им се обраќа на граѓаните и објаснува, им праќа одредени пораки зашто го прави сето тоа и тоа е во ред и така тоа го прават сите обвинителства од овој тип специјални какви што ги има во Романија и ги имаше и во некои други земји, тоа е нормално. Значи, од сите тие аспекти кога ќе тргнеме, сметам дека треба малку тие потемелни случаи да се тргне, а ова не го сметам за таков. Јацо? Јас сега се обидувам, да, согласувам со Кате до негде, се обидувам да логицирам зашто денеска баш тој случај и сакам да верувам дека
со отварање на овој случај, обвинителството сакаше да покаже, мислам, да покаже дека нема да има недопирливи. Мијалков е еден од најнедопирливите 10 години. Сигурно не е само оваа тортура он што ја направил врз Љубе Бошковски, има уште многу други сигурно, за кои што не знаеме. Оваа тортура ја гледавме тој ден кога го апсеа. И мислам дека со ова може да почне да се рони тој страф од Мијалков кај граѓаните. Дека казната на крај го стигнува секого, па дури и самотниот. Добро, сега почнува истрагата, тоа докаде ќе одведе? Знам, сакам истрагата почнува, да, но дента кога го апсеа Мијалков, кога го апсеа Бошковски, сигурно тој маркетиншки толку многу нагласено влијаеше да внесе страф кај секој граѓанин во државата на Македонија. Затоа сакам да верувам дека секој треба да го стигне казната, инаку се согласувам со Кате дека има многу покрупни случаи што треба и што очекуваме сите ние да ги изнесе специјалното јавно обвинителство, а ова го сваќам како една порака дека нема да има недопирливи. Джелал, 45 дена поминаа меѓу првата и втората пресконференција. Денешнава тема на пресконференцијата, како ја гледате вие? Имаше и други прашања, дали се отворени други случаи и немаше? Јас мислам дека целата пресконференција отворање на овој случај кој сите очекува, макар да биде Мажар Телеком како случај, мислам дека е во насока на обезбедување на услови за спроведување на сите тие истражни постапки и судски епилог за случаите, за покрупните случаи. Зашто не можете вие само од една институција која работи според законот и уставот на Македонија да спроведе истрага која во еден амбиент каде институциите се тотално партизирани. И првиот случај и вториот случај јас го гледам во насока да се тестираат институциите, до која мера тие го спроведуваат законот и уставот во Македонија и да се детектира дали судот е во состојба да ги процесуира тие случаи, дали судот е до таа мера партизирано за да постапи не по словото на законот, туку по наредбите на политичките партии на власт. И во овој конкретен случај мислам дека полицијата е ставена на тест. И се бара строга професионалност на полицијата во овој случај, но и во наредните случаи, зашто главна мета, мислам дека на овој случај на специјалното обвинителство е токму полицијата, токму постапките на припадниците на Алфите, токму моментите каде тие на обвинетиот или на лишаниот од слобода господинот Бошковски укажуваат на некој си шеф кој е над институциите. Значи, тенденцијата или намерата, според мене, е да се издействува ограничување или отстранување на полицијата од партијата. Да се направи разлика за истото да се однесува и за судството, за понатаму крупните проблеми да имаат некој си епилог. Значи, сега препораката е предпазливост, да се внимава да не дојдат повторно тие полицајци во таква ситуација да го повторат тоа дело. Значи, тоа е во рацете на министерот за внатрешни, колку што јас можам да ги разберам пораките. Како очекувате тој да постапи, дали очекувате соработка од Мијалков, например, ако биде повикан во специјалното обвинителство да отиде и да сведочи, не знаеме дали до сега тоа се случило. И Горан, уште едно прашање за вас, како ќе го коментирате ова што денес излезе како информација дека целиот овој случај не е доволно силен, не држи заради тоа што Љубе Бошковски потпишал изјава во која што вели дека немал повреди, дека веројатно не го третирала лошо полицијата. Не му дале сладко. Јас не би се фокусирал на тоа, затоа што едноставно не сум стручен, не сум правник и не би можел да коментирам нешто за кое што не сум надлежен и не знам. Јас мислам дека би сакал малце да ја прошириме темава.
во врска со почитувањето на институциите. Јас денеска гледајќи ја пресконференцијата и настапот на трите обвинителки, детектирав две работи кои што мислам дека се многу поважни отколку самиот овој случај. Затоа што тортурата ја видовме сите на крајот на криштата 2011 година, ја имаше на телевизиите, видовме како тоа се случуваше, видовме после како се однесуваа и кон Љубе Бошковски во судовите. Слушнавме после на телефони како тоа било координирано со телевизии да се објави, така што немаше ништо ново. Меѓутоа, она што денеска јас барем го сватив, прво беа пратени две пораки. Едната порака беше, тоа што го кажа Кате, тоа беше порака кон јавноста, тоа беше во еден момент мене ми заличе на крик. И мислам дека така и го нарече. Крик за правда што го испушта обвинителството. Обвинителството, затоа што А инаку и целиот прв дел на говорот на Катица Јанева во голем дел беше посветен на тоа да ги убеди граѓаните дека единствениот мотив за работата на СЈО е професионално и непристрасно работење и враќање на довербата во правдата. Значи, веројатно Токму тоа, мислам дека тоа беше една од поентите да се повика јавноста дека да се даде поддршка на работата на ова обвинителство, меѓутоа втората работа беше една мала, јас би ја нарекол дури и закана кон другите институции институциите на државата кои што досега ова обвинителство го зема на мајтап. Мислам, вие минатата недела веќе го имавме оној случај со Централниот регистар каде што и денеска беше повторена пресконференцијата дека тие не сакале да соработуваат со специјалното обвинителство и едноставно им викале дека тоа го има на интернет. Да, може и така што мислам дека ова повикување на институциите, кое што може би беше во вториот дел од пресконференцијата, меѓутоа тоа повеќе ми остави впечаток, бидејќи беше фино кажано. Ако вие не сакате со убаво да соработувате, постојат и други начини на кои што треба да се соработува, бидејќи ова е обвинителство, ова е специјално обвинителство. Ова специјално обвинителство е направено специјално за да се гонат вакви случаи на криминал. Што беше уште денеска покрај ова? Во исто време беше свикана пресконференција на народен правобранител. Случајно се погодило веројатно, меѓутоа се случи тоа дека народниот правобранител кажа дека само минатата година имало рекорден број поплаки до народниот правобранител и повторно исто народниот правобранител се пожали дека институциите во државата не соработуваат со народниот правобранител. Меѓу нив ги кажа дека најголем отпор има Министерство за здравство, Министерството за информатичка технологија и за јавна администрација. Така што ние тука немаме институции. И сега сме дошле до ситуација специјално обвинителство, значи некој, да речеме, репресивен орган, да ни ги враќа институциите. А тоа обвинителство, таа институција, денеска буквално крикна. Рече, луѓе, помогнете ни, ние треба да ги вратиме, да ја вратиме довербата во институциите. Затоа што институциите се однесуваат со ова специјално обвинителство со омаловажување. Симптоматично е малку што ова доаѓа како едно осветлување на овој аспект на проблемите по посетата на романската обвинителка, која, она што го забележа во едно интервју со неа, рече не ми е битно дали некој има лошо да каже за мене од страна на политичките партии, доколку јас го имам за себе и имам поддршката од народот. Иако таму, ако го гледаме тој случај, биле потребни долги години додека да се освои таа поддршка. Кате, дали се согласувате вие со ова дека имаат аргумент во специјалното обвинителство да ја дадат изјавата убедени сме дека има начин да обезбедиме соработка од институцијата. Така прозвучуваше зборувањето на обвинителката Ленче. Овој пат не се пожалија на несоработка и рекоа има начин да се обезбеди таа соработка. Мислам дека специјалното обвинителство, бидејќи долго време беше изминативе месеци мета на напади, мислам дека денеска дури мојот впечаток е, сепак ќе речам таков, дека се обидуваат малку да ја спуштат топката. Верувам дека имаат многу забелешки, но мислам дека свесно не сакаат да долеваат масло на огнот и премолчуваат. Мене ми е таков впечатокот. Сакаат да направат една
нормална атмосфера на комуникација, оставија надеж колку што слушнав во одговорите на новинарските прашања, она што го зборуваше обвинителката Ленче Ристовска, дека се надеваат на добра соработка со судовите, ги почитуваат колегите и така натаму. Тоа ми се некакви пораки кои што пораки на подадена рака и на повикување на совеста на судиите, на судството генерално, на обвинителството. И тоа не е лош тон со оглед од страна на специјалното обвинителство. Меѓутоа, од другата страна, не гледам дека дали може да има попушта резултат. притискот. Видете, јас не велам дека во редовното досегашно обвинителство се е лошо, бидејќи овие обвинители од таму дојдоа овде, значи не паднаа од друга планета. Дојдоа од таму. Веројатно има уште толку или два пати по толку, се надевам, обвинители кои што сметаат дека можат нешто да направат, дека не мора да слушаат партиски диктати. Верувам дека такви луѓе има во судството. Македонија се уште ја нема доживеана онаа катарза, кога ќе соберат храброст да се ослободат. Тие телефонски инструкции, тие притисоци се уште действуваат. Ние тоа го видовме и на примерот на Уставниот суд. Значи, тие 5 луѓе кои што, како да кажам, се самоосудија да слугуваат на политиката и ја изгубија својата автономност, ја предадоа професијата, независноста и така натаму во интерес на некакви други интереси, си се легитимираа на некој начин дека не припаѓаат на она што може да го добие епитетот независно. Јас се надевам дека во судовиве има луѓе кои што ќе се борат за тој статус. Гледам дека има некакви и таму, според одредени изјави што доаѓаат, некои нови ветришта, не се тие, не можеме да речеме дека одеднаш тоа ќе биде ослободување на стравот, некаков тајфун, меѓутоа некое развигорче се чувствува во воздухот. Процесите ќе бидат бавни, ќе треба време. Мислам дека и романската обвинителка на почетокот кога почнувала, била свесна колку време ќе треба. Ние обвинителството, што се вели вчера го формиравме, сакаме веќе денеска да имаме резултати. Не оди ништо толку брзо, толку лесно и не може Катица да направи се. И јас имам впечаток и дека голем дел од јавноста очекува специјалното обвинителство, кој веќе си го именуваат како Катица, персонификација целосна прават со нејзината личност, дека Катица ќе реши се. Едноставно тоа е невозможно. Значи има нешто што може да го реши специјалното обвинителство, други работи треба да ги решаваат други институции. Меѓутоа, тие институции се партизирани се уште и го разбирам народниот правобранител кога се жали дека има отпор. Значи, вие не можете ништо да решите, не можете ништо да добиете ако се уште тие се раководени од партиски центри. Тоа има забелешка и за Министерството за внатрешни работи во смисла дека таму сега министерот е од една партија, заменикот од друга и така натаму. И тука верувам и дека во МВР не има лесно на никого, бидејќи и таму има обструкции. Дури тоа прашање мене не ми е толку во смисла кој политички или партиски го контролира, мене тоа повеќе ми е безбедносно прашање дали воопшто се знае кој го раководи Министерството за внатрешни работи. Значи, ѓаволот ја однел шегата, времињава се многу сериозни и колку побрзо тоа го сватат сите и дадат придонес, без да гледаат, мислам, дали е владава во моментов хибридна, транзицијска, не знам каква можеме да наречеме. Меѓутоа, мора професионално веќе да се работи, бидејќи ова не води никаде. Едноставно доаѓаме до зид и гледаме дека од датумот 24 април изборите кои што се одложија до денеска не само што ништо не е напреднато, напротив, состојбите длабоко назадуваат. Видете вие каков е наративот во јавниот дискурс. Па, мислам, таква доза на навреди, на плукање, на дискредитации. А можете да замислите до 5 јуни како тоа ќе изгледа? Кои се, Ацо, твоите очекувања за динамиката со која СЈО ги отвара и води предметите, се разбира, зависи од соработка со институциите, но ти си долгогодишен новинар,
понекогаш имаме предпоставка како би оделе работите. Бидејќи навистина мислам дека се согласувам со Кате кога вели дека јавноста навистина очекува побомбастични, поспектакуларни, побрзи резултати. Ја да бидам искрен, не очекував до толку да бидат безобразни државните институции, таква несоработка да има специјалното јавно обвинителство. Мислев дека сепак во раководните кадри, точно е тоа што вика Кате, дека таму сигурно има професионалци и во Централниот регистар, и во царината, и во судовите, но раководните кадри, без разлика што се партиски поставени, до толку послушници, зашто викам безобразно? Па не е ли безобразно соопштението на Централниот регистар утре дента, кога вика, па го има тоа на онлайн, ги има на интернет, нека... Па за кого работи тоа специјално обвинителство? Од кој зима плата? За кого работи Централниот регистар? Од кого од нас зима плата? Ние бараме вистината. Се знае, секој упатен човек знае дека во Централниот регистар кој ќе отвори, ја чита фирмата со моменталната име и презиме на сопственикот. Нив ги интересира претходните промени, таму ги нема. Значи, некој некого тука прави будала. Замислете вие соопштение од председателот на судот, на кривичниот, кај што ќе требе тоа специјално обвинителство да ги поднесува кривичните пријави. Замислете тој Владимир Панчевски, партиско соопштение, не од соопштение од институција суд, кај што вика дека го карактеризирува тоа како холивудско сценарио. А што е холивудско? Што вечерта имало едно возило кај што пред Централниот регистар. Што е холивудско тука? Ова не му е холивудско со љубе, а тоа му е холивудско што имало едно возило вечерта, бидејќи имале дојава дека можеби некој нешто ќе сака да уништува. И замислете, сега кај тој председател, кој што предходниот пат, за да не добијат Миле, Гордана, тој од Пустец, како се вика, Темелко, за да не добијат притвор, отрча од дома и цела ноќ дреждеше во судот и им висеше над глава на судиите, случајно некој од неговите пулени да не добие притвор, па замислете денеска да побараа за Мијалков притвор. Помнуште додека траеше пресконференцијата, ќе одеше во судот и ќе дремеше таму и ќе чекаше, нема некој да помисли неговиот Мијалков да го притвори. Јас стварно сум разочаран од такви институции. И ако не сватат дека се работи за државата, а не за партијата, и дека треба професионално да се одработат работата, мислам дека треба да одговараат и они за злоупотреба на функцијата. Таа соработка или не соработка со институциите е многу важно прашање. Дали вие, Джело, мислите дека уште постои простор воопшто да се помисли дека може да се оформи специјален суд, односно специјално оделение во судовите кој што ќе ја бутка работата попред? Јас мислам дека има совесни професионалци во сите институции во Македонија. Барем како новинар имам такво искуство користејќи го Законот за слободен пристап до информација, значи не се сите исти. Значи мислам дека повеќето го се склони да го почитуваат законот и одговараат на прашања кои ние ги бараме. Но кога се станува збор за специјалното обвинителство, веројатно постои некоја поголема и посериозна мобилизација партиска внатре во институциите, која има за цел да го минира овој процес, да ја минира работата на специјалното обвинителство и сите случаи кои најави дека ќе ги покрене или се појавија во бомбите, што ги обелодени опозицијата, ќе се неутрализира така што ќе исчезнат. Значи, мислам дека таа намера е на таа внатрешна мобилизација на институциите. Тие професионалци што се внатре во институциите, на нив им треба заштита, безбедност за тие да постапуваат по законот. Ако вие 10 години сте имале партизирана институција и денеска заради тоа што е оформено или функционира едно ново обвинителство
мислам дека не може да очекуваме преку ноќ таква трансформација на една институција или вработените внатре, било тоа да е суд, да е полиција или друго. Значи, како прв приоритет, мислам дека треба да се даде на полицијата, зашто таа е првиот заштитник за безбедноста на судиите, на тие што ќе го почитуваат законот во институциите и на сите останати кои се засегнати со тие истраги. Ако не се обезбеди, значи професионална полиција, професионална некако што сега гледаме дека внатре ко да действуваат две партиски, не полиција, туку две партиски милиции кои се судруваат помеѓу себе, а не една полиција професионална која ќе биде во функција на заштита на интересот на граѓаните од кои значи си земаат плати. Без ова реформа во полицијата, во Министерството за внатрешни работи, јас не мислам дека може да се очекува спроведување на законите или непартиско однесување на другите институции. Ние знаеме, сме биле сведоци до која мера е партизирана државата и слушнав и од бомбите што беа објавени. Е тоа нотирано и во извештаите на Европската комисија, извештајот на Прибе. Значи, сите сме свесни, но од некаде мора да се почне. За специјалниот суд, мислам дека беше една грешка што не беше формиран уште при договорањето на Пржинскиот, подпишувањето на Пржинскиот договор. А сега кога излезе дека голем дел од договорените работи не се спроведуваат, дали постои воопшто простор такво нешто? Судот ќе биде најголема пречка според мене за работата на СЈО. Зашто институциите и така мислам дека сепак ќе бидат не натерани, туку ќе помеѓу партијата и законот мислам дека ќе одберат да работат според законот. Но судовите се друга приказна која мислам дека ќе бидат малку потешко да се премине и Па не мора да значи. Значи, еве Уставниот суд на пример покажа со законот за помилување каква обструкција може да се направи. А владеачките партии кои што наводно стоја на ставот од 2009 година не дозволија денеска, не прифатија да се прифатат измените на законот за помилување кои што ќе ограничуваат нели колку пати председателот може да помилува одредено лице за колку дела, што значи А се изјаснија дека се против менување на законот апсолутно, да, добро, мислам јасно беше дека е тоа така шашма една, меѓутоа еве денеска се потврди дека апсолутно се против тоа, што значи дека председателот Ѓорги Иванов многу точно кажа дека ни на памет нема да му падне да помилува изборни силеџии. Значи во случајов останува на тоа дека макар што в такви случаи веќе нема луѓе што кршат кутии, тоа се веќе надживеани методи, тоа никој не го прави сега, се многу софистицирано. Значи евентуално некој насилник, таков како што премиерот ги нарекува тие хулигани, некаков хулиган не би го помилувал. И ние треба да бидеме срекни со тоа. Ние зборуваме за еден високо софистициран криминал, меѓутоа желбата е значи тој да биде амнестиран. Тоа го свативме денеска. Второ се подготвуваат измени на кривичниот законник, кои што исто така кажуваат дека се прави во корист на утрешните клиенти, да речеме, на специјалното обвинителство, односно на судовите кои што после ги процесуираат тие дела. Значи, првите обструкции се тука, преку законските измени. Вторите обструкции се во институциите. Во ред, некои ќе даваат документи, некои нема да даваат, веќе има вакви случаи како што беше со Централниот регистар. Меѓутоа, јас од она што го читам, со што се соочувале специјални обвинителства формирани во регионов и во светот, кога и тие почнувале и ги поминувале првите непрележани детски болести, како што сега тоа се случува со нашето обвинителство, има многу примери кога одеднаш исчезнувале архиви, се случувале поплави, па одеднаш некој ќе заборави греалка во некоја просторија, па ќе се случи пожар.
И така има тука интересни начини на кои што одеднаш ќе исчезнат одредени документи, така што и дури да има партиски директор не мора многу да се мачи како да не ги даде. Ето така, виша сила се случило, поплава ги однела, пожар ги пеплосал и така натаму. Значи, и мислам дека тоа може би наскоро и ќе го гледаме. Бидејќи секаде од она што прочита функционирале во почетокот и такви методи. Значи, тука после тоа, ако се клучните докази во такви одредени документи, секако тоа ќе биде втора голема значајна обструкција на обвинителството. И трето, мислам дека се уште не е доцна за некакво специјално одделение, меѓутоа кога ќе се има предвид дека нема волја во моментов на мнозинството, нити за законите, мислам илузорно е да поверуваме дека ќе биде дозволено тоа. Сега, оно што е моја надеж како граѓанин, е дека судството сегашно ќе се преиспита и ќе почне, ќе ни го даде тоа што ние го очекуваме. Ќе стане само по себе едно специјално судство. Мислам, мене ми е идеалот тоа да го постигнеме, луѓето да се преслушаат, да сватат дека не треба, ние сега имаме ривали, специјалното обвинителство не е ривал, не треба да се доживува како ривал. Тие треба да се надополнуваат, да соработуваат, да се компатибилни. Тие се сите на правдата, на страната на правдата. А не излегува дека едниве се на страната на правдата, другите за страната на криминалот. И сега не можеме да зборуваме за еден унифициран систем, а тоа не е намирата да го постигнеме. Александар Ташковски, во овој дел, мислам дека беше прашањето поврат. Да, го споменате Уставниот суд, извинете, и затоа би сакал да ве прашам мислење од сите за можни сценарија што доколку уставната представка на Тодор Петров за укинување на специјалното обвинителство се најде на седница на дневен ред на Уставниот суд преку ноќ и изгласаат. Горан? Не го разбрав. Иницијативата за неуставност на специјалното јавно обвинителство кој што е доставено до Уставниот суд, дали може да биде ефектуирано? Специјалното, па јас мислам дека тоа чека само на укинување, дека само уште не е дојдено времето, ама кај да е ќе се најде уште некој адвокат. Поднесено е, се стои во некоја фиока и мислам дека тоа ќе биде и нешто што многу лесно ќе го направат, само не е уште дојдено на ред. Добро, ако доаѓа на ред, треба да доаѓа брзо, ако стои датумот, нели, за избори на 7 се распушта. Кате мислите дека таа или Јацо повели? Ја мислам дека нема да се реши до толку, па не сум баш не знам. Па тогаш Апла ќе признаа дека, мислам, не знам што да кажам. Добро, вие го имате јавниот обвинител, овој нормалниот јавен обвинител, нели, Марко Зврлевски, кој што цело време вика дека ова специјално обвинителство е неуставно. Значи, Зврлевски вика. А он што е? Он е јавен обвинител. И постапува по што постапува? Бидејќи он тврди дека ова е неуставно и бидејќи во многу медиуми се билда таа. Добро, Зврле може да си прави приказки колку се. Така што мислам дека тоа воопшто не е нешто што може да се исклучи. Многу едноставно, мислам за многу работи сме се чуделе до сега дека не можело да се случат, не можеле. Мислам така што мислам дека ова може многу лесно да се случи и дека нема око да им трепне. Јас да не ги подценуваме никого. Јас сум за тоа, мислам да им дадеме на сите шанса да се покажат. Специјалното обвинителство беше формирано бидејќи до тогашното не ги даде очекуваните резултати. Да. Се очекуваше дека ќе биде некаков поттик. Не стана поттик, се случува ривалитет како обвинителство и контраобвинителство што не е во ред. Од друга страна, специјалното обвинителство е плод на политички договор. Тоа е факт, меѓутоа на крајот и уставот, не само нашиот, сите устави се плод на политички договор, се настанува преку некаков договор. Специјалната обвинителка е избрана со досега невиден консензус во историјата на самостојна Македонија. 108 или 111 пратеници. Значи, ако е таа неуставна, тогаш сите гласови, сите тие пратеници што гласале за неа... Ви барате сега кои би биле аргументите. Не. Се сеќаваш, па не сега екс-премиерот Груевски, од јавна сцена рече дека Катица е сејачка на магла. Он ја подпиша
дека он подпиша да тоа во кажам, пржина, значи, ама ја прогласи за сејачка на магла. Да, зборот во политиката Ја треба поништи. да малку повеќе да тежи. Ние како граѓани не треба да дозволуваме и брзо да забораваме наветувањата, и изборни, и што се вредности вистински, и која е ориентацијата на нашата земја, дали се уште важи декларацијата од 92 година дека ние сакаме да се зачлениме во ЕУ или во НАТО, или е тоа заборавена, приказна и дека некој само живее со тој идеал, а уствари општеството се откажало, само што нема кој да објави веста. Затоа сакам да кажам, не треба судиите, обвинителите, сите што се во правосудството, генерално во таа сфера, да ја губат шансата да го дадат најдоброто што го имаат во себе. Значи, јас не сакам да го потценам ни господинот Зврлевски. Предпоставувам дека и тој, неговиот претходник, и тој пред него, сите биле со големи притисоци. Меѓутоа, од друга страна ми беше жал кога гледав дека една 42 годишна обвинителка седи и им држи предавања. Значи, јас, како ви признавам, како граѓанин, не се чувствував лагодно, не сакав во тој момент да бидам во кожата нити на Зврлевски, нити на Катица Јанева, нити на било кој присутен од судството, затоа што тоа шлаканица. А што реков? Не, верите 42 годишна, само да појасниме дека Да, за романската обвинителка. Значи, не би сакала да бидам во кожата на ниеден вработен функционер во правосудството на денот кога некој помлад, со многу помало искуство, би требало да ми кажува како треба да се работи. Но зошто сме дошли до тоа? Затоа што очигледно не сме сработиле, сме пропуштили сега тој срам. Нормално е дека треба јавно да го проголтаме таа кнедла и да кажеме да, еве дојдовме овде, условно речено едно дете ќе ни држи предавање, бидејќи тоа дете нешто направило. Като ти збориш за луѓе што имаат срам. Мислам сега... Па добро, јас очекувам од луѓето зборуваме... Па јас очекувам да имаат совест, да имаат образ, мислам дека премногу идеално ги гледаш работите. Јас тоа го барам како граѓанин. Мислам, до сега видовме неколку пати дека немало срам за ништо, не само во институции, мислам и во секојдневното живење. Тоа е повеќе пати во ова студио, тоа е огледало веќе на тоа што во ова студио сме имале таа дебата дали треба воопшто се спомнува јавниот интерес во оваа држава или да се откажеме. Јас мислам дека не треба по линија на помал отпор ние веднаш да се согласиме дека тоа, напротив со вакви дебати, нели, и со очекувања да се ако јас сум разочарана од неколку личности во политиката, во една партија, во друга, во трета, тоа треба да значи дека, да речем, добро, од денеска крај не ме интересира веќе ништо, не ме интересира како новинар, не сакам да ќе се преселам, тоа е најлесното. Ќе кажам на ќерка ми спакувај си ги куферите, нема што овде, ќе ги посоветувам сите мои блиски. Не е проблемот да, како да кажам, да ја оставиме работата така. Проблемот е секој од нас да даде тоа што може. Јас во мојата професија, судија во својата, не знам, работникот на своето работно место да го даде најдобриот производ што може да го направи, така натаму, значи една одговорност на сите нивоа. Во тоа го гледам решението. Затоа, вела, мене ми беше непријатно кога романската обвинителка дојде. Добро е што дојде и многу е добро што донесоа. Меѓутоа, во тој момент мене ми беше срам, бидејќи сметам дека не требаше нашите луѓе од правосудството да дозволат да дојдеме до овој степен, толку да ги баталиме основните, да речам, стандарди и независноста до тој степен да искомпрометираме што треба некој помлад да дојде и да кажува како треба да се работи. Пред да предеме на медиумите, тоа што е наша тема и како да ги реформираме медиумите во ваква ситуација кога тука работата воопшто не е мрдната, желал само кусо на прашањето на... Мислам дека е многу суштинско прашањето и овој потек на ВМРО ДПМН мене ми заличи на еден вид закана дека ако не се случат изборите на 5 јуни, значи ќе го снеме целосно Пржинскиот договор. Значи столбот на договорот од Пржина мислам дека е од СЈО и другите закони што произлегува, но ако СЈО прогласен за неуставен, значи нема логика и Пржинскиот договор да продолжи да биде во сила и да биде имплементиран. Ова им дава уште една порака и на другите вработени во институциите дека целиот овој процес што почна
или борба против корупцијата, организираниот криминал, што почна може да запре, значи со една одлука на Уставниот суд, ако на 5 јуни не се одржат изборите. А според мене, јас не гледам дека од 24 април, од кога се одложија изборите, нешто е помрднато напред во однос на исполнувањето на условите за одржување на фер и коректни избори. Затоа мислам дека и улогата на Уставниот суд во овој случај ќе биде круцијална. Ако донесе одлука како што донесе за аболицирање на криминалците, тогаш тоа ќе биде завршување на целиот процес за стабилизација на земјата и влегување во нова фаза на дестабилизација. Да, меѓутоа ќе има нова криза и тогаш ќе мора повторно да се решава со нов политички договор. Да. Така што пак имаме некоја ново со нова цена веројатно. Цената граѓаните ја плаќаат на овие ситуации. Добро, ако се согласувате да предеме на делот на реформата на медиумите, овој дел јас ќе го почнам со името на Никола Младенов, новинарот кој беше на браникот на јавниот интерес, кој беше секогаш критичен кон власта. Загина пред 3 години, а во последниот период од неговата работа беше исклучително загрижен, оставаше впечаток на човек притиснат во менгемето во кое што веројатно така се чувствува и сите негови колеги кои се обидуваа да продолжат да работат професионално. Горан, по сето ова што се случи, дали не е дојдено времето тоа менгеме да се разлабави малку? Па, не гледам како би се разлабавило тоа менгеме ако се уште имаме онака масовен подкуп на медиумите со наши пари. Значи, вие имавте лани на веднаш после 5 мај или после оние настани што премиерот ги нарече дека хулигани ги предизвикале, истурање на 13 милиони евра во 3 телевизии со национална концесија. Тоа не се пари кои што ги дала партијата, тоа не се пари кои што ги дал премиерот лично од својот джеб. Тоа се пари наши. Да, тоа се пари на хулиганите. Така што мислам дека додека не престане тоа пумпање на медиумите, тоа подмитување на газдите, таа купување на клонетост кон власта со наши пари, со заеднички пари, мислам дека не може да стане збор воопшто за некакво олабување. Ти самата преска кажа дека ние сите сме сега како нарече во портали на некакви платформи, на интернет платформи, тоа поубаво звучи. Инаку ние вака кога си се зафркаваме си викаме дека сме си новинари по папучи, така? Да, од дома. Од дома. Така што се знае како се прави добар медиум. Добар медиум се прави, за секој добар медиум треба да има пари. А во ситуација кога пазарот ви е тотално нарушен и тоа пазарот го руши владата, а пазарот го руши владата не затоа што она е богата, туку затоа што ги троши нашите пари, тогаш воопшто не може да стане збор. И затоа мислам дека и главната пречка во овие преговори после за спроведување на Пршинскиот договор беа медиумите и затоа тие преговори никогаш не ни завршија. Затоа што не сака власта да се откаже од медиумите. Како се случи медиумите да станат колатерална штета на договорот од Пржино, но голем дел од овие работи за кои што зборува Горан требаше да бидат решени. Може ли само кусо да видиме кои се последните овие последни обиди нешто да се реши во оваа сфера? Сдруженијето на новинари утре до собранието ќе достави предлог закон за медиумите кој ќе биде на иста линија со предлозите на европскиот посредник Питер Ван Хојте. Во нивниот предлог според председателот Насер Селмани е прецизирано да нема владини реклами, да има казнена политика, да се променат советите на Агенцијата за медиуми и МТВ, да се промени начинот на финансирање, како и да се намалат обврските на приватните телевизии околу производството на програмата. Ние имаме потреба за еден сериозен пристап. Ова што сака да го направат ДУИ и ВМРО ДПМН е несериозен пристап и пропагандистички пристап. Ги повикувам. Да не го прават тоа, затоа што тоа нема да биде во интерес на никого. Нема да можат тие така наречени реформи, тие козметички измени на законот, да ги продават како реформи. Тоа не е реформа.
Свој предлог закон за медиуми во собранието достави и СДСМ. Според најавите, расправата за него треба да се одржи утре, откако еднаш беше одложена, а свој предлог до собранието се очекува да достави и ДУИ. Според најавите станува збор за комплетно нов закон кој е неприфатлив за СДСМ. Пратениците на ЗАЕФ нема да го гласаат бидејќи за нив предлогот на ДУИ е во координација со ВМРО ДПМН и тоа нема да биде закон што ќе произлезе од Пржинскиот договор. Посредникот во преговорите пак смета дека без решавање на законот за медиуми нема фери демократски избори. It is my opinion that it is not a good idea to organize elections at this stage anyway. This country is facing many important problems. Problems with corruption, with overemployment, with lack of independent judiciary, you name it. Problems with the media as well. I believe that you first need to fix the problems and only at the end of it, like the cherry on the cake, can opt to go for elections. You don't do it now, you do that later. I would even not decide on an election date. I would say first, please fix the problems. And then once the problems are fixed, we go for elections. So there was no agreement because apparently VMRO DPMNE doesn't want to give up on the control on the media. That's the main disagreement, but there was no agreement possible. Преговорите на работните групи за медиумите се прекина, иако партиите не се усогласија по ова прашање, пораките на меѓународната заедница се дека на земјава и се потребни независни и професионални медиуми. Нован Хојте си замина, не се направи никаков напредок во обидите нешто да се направи околу преговори за реформите во медиумите. Ацо, ќе биде ли нешто од ова иницијатива на ЗНМ? Не. Јас уште кога почнаа тие преговори за реформи во медиумите, бев скептик. Зошто? Сега збориме за мејнстрим медиумите, за овие најголемите телевизиите. Таму не само што Груевски не сака реформи, туку газдите не сакаат. Зошто не сакаат? Како вие ќе го натерате Дзинго од Сител или Стојменов од Канал 5 да направи некои реформи во медиумот? Па они во овие 10 години со на владење со Груевски не живееја само од парите од рекламите што им ги примаше, а бизнисите со заеднички. Јас мислам дека се работи и за нивната кожа, за газдите на тие медиуми. Не само за дали навиваат за Груевски или дали се спремни професионално балансирано да известуваат. Туку дека си ја штитат сопствената кожа од евентуалните казни што ги следат и ќе речам, не за парите што ги добиле како реклами од владата, туку за други бизниси. Сега ќе одиме значи на избори без никакви измени во медиумите. Па без никакви измени, за жал и не е само до газдите. Мислам дека и голем дел од новинарите се деформираа во овие 10 години. Сега мислам, многу ми е тешко кога ќе речам новинари, бидејќи сега во последниот период под новинар се подразбираат и лица кои многу случајно некако се затекнале во дел од медиумите и извршуваат функција што треба да личи на новинарска, а по нееден стандард не го потврдуваат тоа. Ама тие се сега најбарани. Па добро, јасно ми е мене тоа. Сега на тие луѓе и да им ја дадеш слободата, тие не би знаеле што да прават со неа. Значи, што може да прави со слободата еден новинар кој што денеска добива од штабот текст и вика ова ќе ти биде прва вест во вестите, а истото тоа го добиваат сите телевизии под владина контрола и вие навечер слушате една иста вест, само што ја чита различен глас и е различно инсертирано. Сега тој новинар не е научен да работи. Значи денеска вие ако одржите колегиум и му кажете што би работел денеска, тој веројатно не знае што се случува, ќе рече чекам од штабот што ќе стигне нарачка. Значи тие луѓе никогаш нема да знаат што да прават со слободата. Газдите исто така не се заинтересирани за промени, но ја не би го ставила тоа во последниве години дека е проблем. Не. Значи и Љубисав Иванов Дзинго, и Стојменов, тие влегоа со своите медиуми го направија бизнисот како пратеници, лидери на партии и тие беа коалициони партнери
и на Социјалдемократскиот сојуз. Значи станува збор за луѓе од бизнисот кои што секогаш се подготвени да се свртат кон тој што ќе дојде на власт. Претходно биле коалициски партнери со Социјалдемократскиот сојуз, се сменила ситуацијата, сега се коалициски партнери на ВМРО ДПМН. Утре, ако се случи некаква промена, тие луѓе повторно ќе бидат подготвени да ги дадат своите ресурси, технички, медиумски, се што поседуваат, во интерес на некој што ќе им обезбеди мир, во смисла да не бидат чепкани околу даноци, чуда, такви работи, кои што ќе ги алиментира со бизнис и така натаму. Значи, тоа е еден нечесен дел од медиумската историја на Македонија и мислам дека таа појава не е од вчера, не е од пред 10 години, туку за жал некаде таму од 95-6 година почна да зема замав и јас како новинар жалам за периодот од 90 до 95-6 да речам, кога ние ги живеевме најслободните и најдемократските денови во новинарството во периодот после осамостојувањето, кога би требало нели да е потешко, меѓутоа тогаш се чувствуваше баш дишевме целосно со професионална слобода. Па дури и во претходниот систем. Дури и во претходниот систем јас можам да ви кажам илјадници примери кои што во однос на ова сега не се споредува, мислам тоа било тотална слобода. Во однос на ова сега. Билите до 96-та година, идеалното време беше, Скуп има една многу убава анализа направена околу тоа дали се можни реформи, ако ми дозволите дел би прочитала, значи 96-та година во анализата на Скуп се спомнува како година кога излезе првиот број на независен дневник и вели тогашната власт беше свесна дека доаѓа времето на медиуми кои нема да може да ги контролира. Значи, да, контрола во државните медиуми, меѓутоа можеа да освојат еден неосвоен простор приватните медиуми, приватните телевизии, барем извесен број на години додека постоеше тоа елање, додека тоа беше исплатливо. Александра Трајковска ќе ја дадеме предност, па ќе продолжиме со анализата. Која би била нормалната врска помеѓу новинарството и политиката? Не би требало веројатно да имаат врска, кој сака правда врската меѓу новинарството и политиката? Политичарот или политиката? Политиката. Па новинарството е контролор на она што се случува, коректор. Значи, вие треба секој ден да информирате јавноста што се случува, какви политички одлуки се носат, одлуки кои што го тангираат животот и интересот на граѓаните на Македонија. Значи, да се информира објективно, да се прави анализа што таа одлука значи за одредена мерка, како ќе се одрази во животот на граѓаните, кои се нејзини позитивни, негативни страни и така натаму. Значи да му дадете вие, затоа постојат читателите, гледачите, вие сте трансмисија меѓу политиката и широката јавност. Многу голема е нашата улога, реално, мислам не зборувам во сегашнава ситуација, сега е деформирана, во зрели демократи улогата на новинарството е многу важна, не случајно ја нарекуваат четврта власт. Мислам, затоа што е навистина четврта власт. Ние не сме ни четврта власт, ни седма сила, ние сме, не знам, како да кажам, не сме професија во моментов реално, не сме професија, ние сме некаква имитација на новинарство, и тоа лоша имитација, барем добра да бевме, па некако ајде. Значи, од тој аспект е многу битна. Луѓето работат, имаат своји обврски, своји семејства, деца школуваат и така натаму, очекуваат од вас, доека тие работат, вие да ги информирате какви мерки донела владата, како тие ќе се одразат на нивниот буџет, на нивниот живот, на образовниот процес на нивните деци, а не да ги залажувате дека сме први во светот по ова, први во светот по она и така натаму. Од тоа никој нема. Веројатно единствената врска која би требало да постои е политиката да биде отворена со извори за информации за новинарите, за да добијат тоа не го не спомнувам, бидејќи во нормални демократии се подразбира, да. Јас не знам, може би според мојата концепција, јас под политика не подразбирам само политички партии. Значи, политика, во таа сфера на политиката, јас би ги гледал и медиумите. Значи, тоа е јавна сфера во кој сите чинители се активни. Но помеѓу врската, ако ги издвоиме, значи во таа јавна сфера
партиите или институциите од новинарството. Јас мислам дека новинарството е еден вид мост или медиум кој јавноста треба да има пристап во тоа што се случува и какви одлуки донесуваат нивните избраници. Значи, избраниците донесуваат одлука не во нивно име, туку во наше име, значи како граѓани. Не се таму приватно вработени, таму се делегирани од наша страна преку непосредни избори или на друг демократски начин. Значи, улогата на медиумот е да обезбеди доволно информации до публиката за работата на институциите, партиите, за утре да имат информации и да го креираат своето мислење во однос на истата партија и да донесуваат правилни одлуки при гласањето. Значи, во тој аспект јас ја гледам таа поврзаност помеѓу медиумите и партиите. И колку кај нас таа улога е одиграна, мислам дека кај нас нема новинарство, туку има повеќе пропаганда. Значи, пропагандата е да се објавува тоа што се сака од страна на партиите или институциите. Но што да направиме ние да се врати новинарството на неговата базична функција, значи да извршува функцијата што ја има во општеството од политиката, тоа веројатно не можеме да го очекуваме тие да ни помогнат, бидејќи на секоја наредна власт доколку новинарите еднаш дозволиле да дојдат во оваа ситуација, би им одговарало веројатно повторно да бидат под контрола. Дали гледате начин како да се врати новинарството тоа што беше? Предлогот за укинување на владините реклами е прв чекор, зашто со тоа владата интервенира и го пореметува пазарот во медиумите. Ние сме имале порано субвенции од страна на владата, за кои имаше критики, но сепак имаше некои критериуми врз кои беа доделени тие субвенции. Нема да ти дадам тоа и ќе ти дадам тендер во замена за парите што не ти ги давам. Не е решението. Не. Се наоѓаат начини. Ако е владините реклами се прв чекор, значи втор чекор се транспарентноста на сите тие тендери и особена улога, јас мислам дека треба да одигруваат и независните, да се независни, тоа е друга работа. Регулаторните тела. Значи тие треба да држат сметка за политичкиот плурализам во содржината на самите медиуми. Факт кој до сега не сме го виделе во работата на тие регулаторни тела. Значи, реформата внатре во тие регулаторни тела, рекламите, па и тендерите, ако сакате, би создавале простор или нормален пазар во кој медиумите би профитирале врз основа на гледаноста, читаноста или некој друг критериум, а не врз основа на дискуста кон одредени политички партии кои се на власт. И сега, значи, гледате ли ви еден премолчен договор, ова да се едноставно да се извеме од Пржинскиот договор, каде што беше една од главните точки. Да, мислам дека тоа беше така, да не се заморуваат, нема решение, тешко се напушта контролата врз медиумите и ние сме фрлени, пуштени низ вода, жртвувани, така да затоа не гледам дека можеме да направиме квалитативен чекор напред, бидејќи де факто сме жртвувани како нешто неважно, а мислам дека на сите ме е јасно дека од тоа какви медиуми имаш, многу е јасно зашто имаш вакво општество и доколку тоа не се реши, ние продолжуваме да пропаѓаме. Горан, во твојата последна сакам да кажам, која што излегуваат децении во која што се скицираат состојбите во оваа држава, велите амбасадорите на земјите членки на Европската унија ќе одат низ Македонија да поседуваат градови и села и да им кажуваат на тамошните жители дека треба да гласаат по своја волја и собствен избор. Велите типично бирократско европско однесување. Ова го спомнувам затоа што сакам да направиме еден круг околу улогата на меѓународната заедница. Дали најавените чекори, например, за прочистување избирачкиот список е да доведат до список во кој секој граѓанин ќе може да верува, дали меѓународната заедница најавува дека ќе поминат и формални реформи? Не само кај списокот, еве и за медиумите веќе рековме никакви. Горан? Па, види, меѓународната заедница заврши прилично работа до сега. Барем мислам дека без притисокот на меѓународната заедница и без оваа помош, да речеме, што ја добивме преку еден притисок, Пржински договор, два извештај на Прибе, немаше да дојдеме ни до тука, немаше да ја има ни институцијата специјално јавно обвинителство.
што се однесува до ова што сум го запишал, тоа е така една мала моја забелешка во која што мислам дека сакајќи да направат нешто повеќе, сакајќи тие да ни направат институции во нашата држава, превземаат и некои чекори кои што немаат врска со реалноста. Не е дека луѓето не знаат. Не е дека, па можеби и не знаат. Едноставно, мислам, да одите вие по градовите и селата низ Македонија да ги убедувате луѓето дека смеат да гласаат. Не мислам дека луѓето не знаат дека смеат да гласаат. Меѓутоа, дали тие амбасадори, например, знаат дека тие луѓе едноставно се притиснати така да гласаат. Дали тие знаат дека тие луѓе се притиснати да донесат 15 до 30 гласачи кои што се сигурни дека на секој повик, еве во 7:30 на вечерва, ако треба да се кампува, например, ако реши специјалната обвинителка вечерва да оди да во царината, како што се пожали дека не и таму не им давале, можеби ќе ги викнат во 7:30 и ќе тргнат од Бидолот Прилеп и да кампуваат пред царината. Така што луѓето се тука подкупени. Луѓето се подкупени со нашите пари. Значи со нашите заеднички пари. Ама луѓето имаат некакво чувство дека за тоа треба да и благодарат на партијата. Затоа што долго време чекале на работа, долго време им било ветувано, пак им се ветува, повторно им се закануваат дека нема да ги вработат, ги ставаат на некои списоци дека до година или во септември ќе ги вработат. И оние што не се одважиле до сега, што не избегале од држава, едноставно се приклониле кон она општо мислење дека ако не си во партија, не можеш да се вработиш дури и во оние слободни трговски зони во кои што се заработува по 10.000 плата, која што повторно пак ќе кажам, ние ја даваме. Така што мислам дека ова е едно типично бирократско европско, баш така би го нарекол, дека еве, правиме нешто, па еве и ова го смислиме да го направиме. Да не испадне целиот Пржински договор таков бирократски еден чекор. Например, во април го чекавме извештајот од меѓународната заедница дали се исполнети условите од договорот од Пржино за да се оди на избори. Овој пат не чекаме никаков извештај, не чекаме никаква оценка. Дали кате очекувате активирање некакво на меѓународните гарантори на Пржинскиот договор следните денови со една ваква оценка или граѓаните треба да се веќе убедени дека без оглед дали се исполнети или не реформите, избори на 5 јуни ќе има? Јас мислам дека формална некаква оценка како минатиот пат заедничка изјава веројатно ќе отсуствува, меѓутоа парцијални индивидуални изјави од представници на меѓународната заедница веројатно ќе слушаме како се доближува 7 април, денот датумот за распуштање на парламентот. Според мене, мислам дека ни гарантите на Пржинскиот договор немаат некакво решение. Мислам, не би ни требало тие да го имаат решението, требаше да биде наше. Ако сакаме нели да бидеме самостојна држава, добро, во ред, имаме криза, сме побарале помош, сме добиле помош. Единствено изјавата на германската амбасадорка Деновиве од таа во неколку наврати го повторува истото. Тоа стои. Значи, јас не верувам дека ни еврокомесарот Хан ќе рече да, битен е датумот, не се битни условите. Значи, тоа е една константа. Тоа што ние овде не сакаме да го разбереме, односно на некого не му одговара да го свати, тоа е друга работа. Значи, тоа се дел од нашите византиски игри, ментален код, како да надитриш некого. Значи, очекувате ли да има избори на 5? Или да има уште едно одложување? Не знам што би било решението. Мислам, лидерот на ВМРО изјави дека последниот пат на 23 февруари, кога беа одложени изборите, добил гаранции од меѓународните представници. Дека нема да има ново одложување, дека за тоа добил поддршка од ДУИ. А излезе точно и тоа што рече дека нема да се зборува за медиумите. Апсолутно, да. Така што сега наше овде ние како граѓани, значи партиите се партии, тие подпишале нешто, не ги исполниле. Не, само можеби граѓаните ќе решат да абстинираат, да покажат став. Значи никогаш ништо не е завршено. Знаете како е, или бели листови, или така натаму во регионот имаше многу такви
примери на покажување на однос кон она што се случува. Сега јас мислам дека клучно е во моментов дека не се исполнети условите, не се, ниту па има време да бидат. Клучно е Државната изборна комисија некаде најкасно до 2 до 3 април да излезе и јавно да каже колку е завршена нивната работа, до каде, со една објективна проценка. Меѓутоа, кога велам објективна, мислам на вистина да биде таа реална, бидејќи до сега многу пати слушнавме, утре почнуваат вкрстените проверки, Добро, па сега се велат дека на одложило, трети па ќе ова. заврши теренската проверка, па Не знам дали ќе заврши, затоа да. велам, многу пати рекоа, па порекоа, не стигна, се појавија дополнителни проблеми, дополнителни вкрстувања, од нив зависи. Значи да кажат, бидејќи ако нема доверба во избирачкиот список, тоа не им оди во прилог на никого. Ацо, избори на 5 јуни. Па не знам, јас исто се согласувам дека ништо не е променето за коректни избори, ништо не е исполнето, не е мрднато. А избори може да има, не знам. Ке видиме, Инаку, ако лично, можем да кажам, сметам дека Македонија ама ич не е спремна за избори и дека на Македонија во моментот во овој хаос, вака како што веќе година дена има, нели, кризава. Една година повеќе, добро. Дека попотребно е некоја експертска или техничка влада, која што, па нека биде и година или не знам колку, до редовните избори 2018. Подобро е како решение од изборите нема да решат ништо. Бидејќи треба време, таа идеја води со опцијата дури 20 години техничката влада, меѓутоа за тоа не се зборува и тоа не влегува во некаква опција. Желал со вас завршуваме сосема акусно. Мислам дека нема да има време да се прочисти барем избирачкиот список како еден од условите за фери демократски избори, кои беа една од причините за одложување на изборите од 24 април. Ако се нема исполнето ниту една точка заради кои беа одложени истите избори, логично е да се очекува да не се одржуваат. Но формално ВМРО, а и ДУИ ги имаат потребните бројки за да прогласат да одат на избори и се зависи дали тие избори ќе бидат легитимирани ако се одржат од страна на опозицијата. Ако не се легитимираат од страна на опозицијата, значи тоа ќе биде еден вовед во една друга фаза на политичка криза во Македонија, која ќе биде многу потешка и поопасна од ова. Многу ви благодарам што бевте вечера во студиото на Отворено. Беше голема чест што бевте гости на оваа емисија и што одговоривме на некои прашања кои што мислевме дека треба да се разјаснат, односно да го кажеме ставот на 4 врвни новинарски имиња околу последните политички случувања. Ви благодарам уште еднаш и вам, почитувани граѓани, што бевте овде во студиото. Вие, почитувани гледачи, можете да учествувате во оваа емисија на тој начин што ги пополните прашалникот на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.